Почитувани, добар ден. Малце во необичаено време се јавувам, меѓутоа ми падна нешто во очи и сакам да ви го покажам. Меѓутоа, прво, пред се сакам на сите да ви ја честитам новата 2024 година, да ви посакам успех, среќа, здравје, вас, на вашите семејства, на сите полиња. Конечно да почнете да размислувате за вашите животи, за иднината и така натаму и така натаму. Се наоѓам во населба Довлеџик, така ја викаме во Битола, во близина на педагошкиот факултет, каде што нашиот градоначалник пред известно време изгради еден парк. Ќе го видите паркчето е одлично, ќе дам коментари за него наскоро. Ајде додиме да го видиме паркчето. Ова е паркчето, малце ќе се подвижам околу него. Убаво средено. Има некои си малечки дрвца посадено, некои канделабри со некои си предпоставам скапи сијалици и така натаму и така натаму. Некаде на средината на паркчето има некое тркало бетонирано доздола. Може би ќе ви направат базенче. И ако сте умни, мои драги битолчани, нашиот ни градоначалник ќе ни пушти водичка. Да се капиме, да се брцкаме. Че да го видам, вистина не знам ова што ќе биде на средина. Само тој си знае и неговиот оштроумен проектант. Ова е тук. Искрено не знам што ќе биде ова чудо. Некој круг и така натаму и така натаму. Меѓутоа, зашто беше јавувањето? Нашиот градоначалник се презива Коњановски. Господине Коњановски, ова искрено мене ми личи на ливада. Зошто? Затоа што немате поставено ниту една клупа. Јас, например, постар човек во години сум, сакам да одморам, нема кај да одморам овде, да седнам, да легнам на асфалтот. Меѓутоа, ајде, во иднина, може би клупа ќе поставите. Никој не знае што носи утрешниот ден. Сега, во склоп на овој парк, и натаму има уште едно тркалцино, меѓутоа тоа е со тревичка, таму е основното училиште Елпида Караманди и одиме, наближуваме до нешто чудно. Ова е, предпоставувам, музеј. Чекајте да видим одблиску. Да. Еве, изгледа, ова е музеј. Нашиот Коњановски, предпоставам дека дедо му бил конјушар, бидејќи го носи неговото име, презиме, затоа што ние македонците ги поставуваме презимината спрема нашите дедовци. Па така да овдека може би ги чувал неговиот дедо коњите, па од емотивна гледна точка овој објект не е срушен. А зошто не е срушен? Питај Бога. Че да видиме. Натаму продолжува паркот. Шо е са проблемот? Еве го објектчето. Како што напоменав, ова е музејот на господин Коњановски. Да го подсетува на неговиот дедо. Коњановски, не ми се љути мене, бе, човече. Оди во внатрешни, смени си го презимето. Од чомака те викат и на децата му клаваш. Карма лоша. Презивај се Петревски, Крстевски, Николовски, Коњановски. Бог да чува. Уште еднаш одблиску. Музејот на нашиот градоначалник. Предпоставам дека ова е парцела општинска. Аналогно на тоа и овај објектот треба да општински. Зошто го ставте овдека да седи? Питај Бога. Ништо. Одиме понатаму. Ќе се јавам јас од време на време, чекам горниот мост да го пуштат, да направи година дена. Уште не е пуштен. Од таму ќе му се заблагодарам длабоко на нашиот неуморен борец и заштитник на град Битола, господинот Тони Коњановски. Мој почитуван народе, секој е добро. Тука сум јас, постојано. Ќе се видиме во некоја наредна пригода. Пријатно.